Драги гледачи, денешен наш соговорник е Маријан Беџовски, фотограф и снимател од Прилеп, а повод за денешниот разговор е освојувањето на 2 втори места на државниот непрофесионален аматерски фестивал за филм, кој што беше во организација на Кинотека на Македонија, Киносојузот и Народна техника. 2 втори места ги изработивте заедно со вашиот колега Никола Димески, исто од Прилеп. Да ни кажете нешто повеќе околу овие 2 награди, но пред да пристапиме кон наградите, дали досега имате учествувано на некои други вакви фестивали? Инспирацијата ја користиме од секојдневните случаи во животот и познанството со големиот број на пријатели и наши сограѓани. Доаѓаме до идеја за изработка на кратки филмови кои што ги пласираме на непрофесионалните аматерски фестивали. На 53-тото издание на овој фестивал кој што се одржа во Кинотеката на Република Македонија во Скопје, се закитивме со 2 дипломи, да речам, или 2 втори места. Второ место или сребрена плакета добијавме за филмот за Методија Патчев. Филм за Методија Патчев, бидејќи името на Методија Патчев пред се е поврзано местото на загинување во околината на град Прилеп или село Кадино. Точно таја приказна за Методија Патчев ја преточивме со колегата Никола Димески преку едно видео во кое ни излезе како соработник Трајче Каралиовски, инаку учител од нашиот град, меѓутоа човек кој ја познаваше историјата за Методија Патчев и истиот ја направи приказната или сценариото, а ние го направивме видеото и монтажата. Точно тој филм добија второ место на овој фестивал за краток игран филм. Колку време го снимавте играниот филм за Методија Патчев и како се одвиваше снимањето? Снимањето беше многу интересно, бидејќи имаше потреба да биде опфатени повеќе кадри и локациите беа во Кадино село, точно местото на загинување. Местото поврзано со Илинденскиот период во Крушево и голема благодарност исто на друштвото од Крушево, Ловџиското, кој што ни излезе во пресред како статисти. Го снимавме исто така во Марковите кули, во подножјето на Марковите кули и во Бушовата планина во Крушево. Бидејќи Крушево сметавме дека е поврзано со Илинденскиот период и затоа видеото го изработивме претежно на тие локации таму. Голема благодарност исто да упатам и до музеот на град Крушево, кој што ни овозможи да го користиме локацијата на Крушевското кале, кое символизираше кулата во случајов каде што погинува Методија Патчев. Колку време траеше снимањето на целиот овој филм? Па снимањето етапно го снимавме во неколку денови, меѓутоа ако го земиме временски, некаде сигурно потрошивме 7 до 8 часа ефективно снимање, а понатаму за монтажата се следуваше дополнително време. Дали е направено според сценариото, според историските записи за животот и делото на Методија Патчев? Приказната или сценариото за Методија Патчев ни помогна многу Трајче Каралиовски, бидејќи тој го разгледуваше делото и животот на Методија Патчев и сето она што беше во неговиот тековен живот се до смртта го преточивме ние во видеото. Значи настанува многу интересна приказна како во последниот кадар остануваат со по еден куршум, не се предаваат на турскиот аскер, меѓутоа сите се убиваат еден со друг се жртвуваат за слободата на Македонија. Вториот филм кој што беше награден е насловен Прилеп, наша Македонија, исто така еден интересен документарен филм кој што ги представува историјата, културата и убавините на Прилеп и неговата околина. Видете сега, секој човек има своја приказна. Таја приказна, кога ќе ја претвориме низ неколку кадри и слики, ја отцртува и историјата на едно минато, меѓутоа и иднината на градот Прилеп и татковината. Точно овој филм, Прилеп, наша Македонија, опфаќа неколку различни кадри, снимени низ градот Прилеп и ја представуваме историјата, сегашноста и минатото за град Прилеп. Ги посетуваме куќата на познатиот Петар Бектеш. Животот негов го отцртуваме, на кој начин бил на печалба, парите што ги собрал, на кој дел ги инвестирал, значи го направил едно архитектонско дело што по 100 години е уникатно за градот Прилеп. Во близина на градот Прилеп се најдува манастирот Трескавец,
учениците од тогашно основно општинско училиште Кочо Рацин во Прилеп ја преточија приказната на манастирот Трескавец и го поканија секој жител на нашата татковина да го посети местото и му ја раскажа приказната на кој начин на толкава висина, на кој начин се заштитувале од турските зулуми, затоа побегнале таму. Тие приказни ги преточувавме на неколку различни локации. Интересно беше, бидејќи што го нарекуваат македонскиот Холивуд, во Штавица не по случајност дошол Милчо Манчевски да го сними филмот Пред дождот. Во филмот Пред дождот ние ги отцртавме кадрите што тој ги користил или селската црква, го прикажавме, меѓутоа преку аматерска гледка, не како професионалниот филм, затоа викаме ние изработуваме аматерски филмови. Од Штавица приказнава се префрлува и во нашата околина на град Прилеп. Значи ние имаме мешано население. Во селото Црнилиште, оддалечено може на 30-40 километри, живеат муслиманско население, меѓутоа тоа муслиманско население, иако има свој собствен јазик, Република Македонија е нивната татковина. Таму имаме дечина кои што се представуваат дека тие учат во нашите училишта, дека тие дечина истото творат, може би творат на свој јазик, меѓутоа за нив истата ова, како за македончината, така и за нив Македонија е нивната татковина. Точно овој филм, Наша Македонија, го освои второто место за документарен филм на овој аматерски фестивал во Скопје. Од каде ја црпите инспирацијата за овие филмови? Што ви дава најголема мотивација еве пред да направите еден филм? Видете, пред се треба да имате желба за нештото да го правите. Второ, кога ги правиме филмовите, ние не размислуваме за награди, него нашата идеја и труд го вреднуваат луѓе што ќе ги наречам професионалци во тој домен, професори од факултетите за филм. И точно ние ја црпиме од секојдневието, бидејќи имаме секојдневни контакти со најразлични луѓе, најразлични бранши, најразлични категории и точно таа идеја ние сакаме да ја претвориме во нешто што во иднина ќе се сеќаваат и идните генерации, а во случајов ќе направиме спомени за сегашните кои што биле учесници во тековните снимања на тие филмови. Интересно да се потенцира дека на овој 53-ти државен фестивал за аматерски филм конкуриравте со 5 филмови, од кои што беа одбрани 2. Видете, тоа е, да ви кажам, и голем успех за нас, бидејќи ова е 53-то издание. Претходната година во Кочани на 52-иот фестивал ние учествувавме со еден филм. Со тој филм ние се закитивме со прво место за сценарио, прво место за краток игран филм и бевме на интернационалниот фестивал Уника кој што се одржа во Полска. Во Полска е интересно, тој интернационален фестивал е како во спортовите да си на светско првенство. Меѓутоа на тоа светско првенство нема такмичејна, него учествуваат најдобрите од цел свет. Во категорија од некаде 79 пристигнати филмови, ние влеговме во проекцијата за 20, што за мала држава и за луѓе што, да речам, се аматери, постигнавме голем успех на ниво на такво првенство. Оваа година на 53-тиот, бидејќи ние имавме поголем дел и различни идеи, настапивме со 5 филма во различни категории. Од 5 филма на овој фестивал, ние освоивме 2, што рачувам дека е уште поголем успех од ланскиот. Небитно што освоивме второ место, меѓутоа 2 филма добијавме награди. И тоа ни е поттик за во иднина да работиме и со млади кадри и да го промовираме градот, државата, надворот од рамките, а пред се да се афирмираме и ние како филмски работници. Дали веќе може да не откриете на што следно работите? Дали знаете со кој филм би настапиле идната година? Идната година во предвид го имам еден документарен филм кој што ќе биде поврзан од минатото на поранешна Југославија, кога Македонија била во незините граници, бидејќи со текот на распаѓањето дел си се вратиле во своите матични гнезда. Во нашиот град имаме една особа која што била во тој период многу блиска до врховниот командант на Југославија, до Тито, и понатаму нема да ги отвориме приказните како ќе се одвиваат, меѓутоа сакаме таа приказна да биде преточена за тој човек кој што го свртил од дете излезен од селска средина, го свртил свето, вика во приказната, вика јас бев во Сингапур, бев во Индонезија,
од вај научив што се вика да пишувам, а зборувам 8 јазици и вика постигнав голем успех и вика бев 3 години зад маршало на Југославија. Меѓутоа тоа ќе го ставиме за понатаму како изненадување и нормално нема да запреме тука. Ние сакаме и работиме со млади кадри, меѓутоа тие млади кадри не само што ќе бидат позади камерата, него што имаат желба да бидат и пред камерата, бидејќи актерите и снимателите го прават едно филмско дело да биде комплетно. Ние нема да застанеме тука, бидејќи со колегата се това го работиме непрофитабилно, го работиме од желба и се надеваме дека нема да застанеме само тука и ќе бидеме промотори на нашата држава и во иднина. Уште еднаш ви благодарам за разговорот. Драги гледачи, како што најавивме, ова беше разговорот со фотографот и снимателот Прилеп Маријан Беџовски, кој што заедно со неговиот колега Никола Димевски оваа година освоија 2 награди на 53-тиот државен аматерски фестивал за филм.